Екипата на телевизија Нова уште од рано утринава со армијата на Република Македонија се наоѓа во обиколка на најпогодените подрачја од невремето, саботото невреме кое што го погоди Скопје и околината. Тргнавме по обиколницата да видиме каква е таму ситуацијата. Стигнавме и до селото Смилковци, каде можевме да видиме како војската на терен заедно со другите екипи и од комунална хигиена и од единицата за брзи распоредувања и доброволци кои што стигна се на терен и во моментот се работи на расчистување на нередот кој што го остави страшното невреме во саботата вечерта. Во моментот се наоѓаме во тактичко-оперативниот центар на армијата на Република Македонија, кој што е поставен во селото Стајковци, близу основното училиште. Овде со мене се наоѓа и подполковник Стојанче Тодоров, кој што одговорен за тактичкиот оперативен центар овде во селото Стајковци, кој ќе ни каже како се координира работата на армијата и што се вклучува во како надлежности во овој тактичко-оперативен центар. Добар ден. Добар ден. Најпрво кажете ми, значи, вчера се формираше тактичко-оперативниот центар овде, како се врши координацијата, какви се овде надлежности? Значи, во текот на вчерашниот ден, согласно наредбите на претпоставените команди, во текот на попладнето и во текот на ноќните часови е формиран координативен центар кој што има мисија да биде тактички оперативен центар од кој што ќе се командува со единиците на армијата на Република Македонија кои што се ангажирани во Скопскиот кризен регион и ќе се врши координација на сите институции кои што се вклучени во справувањето со последиците од елементарната непогода. Скопскиот кризен регион е поделен во 4 реони, почнувајќи од Стајковци, вториот е на потегот Ченто Арачиново, третиот е селото Црешово и четвртиот е во Инџиково. Армијата на Република Македонија преку тактичкиот оперативен центар и воедно координативен центар врши собирање на сите расположливи ресурси, информации за сите расположливи ресурси кои што во моментот се на теренот. Планираме, организираме и реализираме заедничко дејствување помеѓу припадниците на армијата, Министерството за внатрешни работи и сите институции на општеството кои што имаат добиено задача да земат учество во санирањето на последиците од поплавата. Според тоа што можете да го регистрира нашата екипа на терен, припадници на армијата на Република Македонија веќе се на терен ги извршуваат своите задачи во расчистување на теренот. Можеме да забележиме и голем број на механизација која што излезе овде на теренот. Каква е ситуацијата моментално? Моментално ситуацијата е таква да сите институции кои што имаат добиено насоки од владата да учествуваат во санирањето на последиците, се јавуваат во координативниот центар, каде што ги координираме активностите и тие се упатуваат на извршување на задачите заедно со армијата на Република Македонија и Министерството за внатрешни работи. Механизацијата која што се јавува од институциите се ангажира по принципот 2:1, односно ангажираме една инженериска машина натоварувач со 2 товарни моторни возила самоистоварувач, односно кипери, и вршиме санирање на теренот, почнувајќи од областите кои што се повисоко, одиме со испумпување на водите од најниските делови на повисоките места, се спуштаме со испумпување на водите кон пониските делови на населените места, а паралелно почињаме од правецот север-југ и со санирање, односно со изфрлање на наносите кои што се во домовите, по улиците и во сите други места.